Господо, ова е Машки свет, а моето име е Димитар Атанасовски. И не знам зашто од секое видео го почнувам со толку многу викање, но ќе кажам дека секогаш ми е драго да видам луѓе кои што сакаат да споделат совети, да добијат некако искуство и да научат нешто повеќе подобрувајќи си го сопствениот стил. Доколку ви се допаѓаа нашите видеа, а првпат сте овде, тоа не е можно заради тоа што сигурно сте ги виделе нашите видеа и не сте првпат овде, а за оние кои што се првпат тука, стиснете subscribe на нашиот канал, коментирајте, лајкувајте и споделете не на социјалните мрежи. Денешната тема е прилично интересна и е многу поврзана со сите оние кои што лутаат со стиловите, посебно кога станува збор носењето на елек или јелече, или како повеќе сака да си го викате. Ова е дел од модната комбинација која што се вели да закопчам јелече, не треба ми нану. Браво! Целосна комбинација. Ова е комбинацијата која што ја нарекуваат мажите кои што најчесто носат панталони, сако, елече и вратоврска. Во оваа комбинација вие сте навистина еден формален скотскан маж кој што остава на вистина убав печаток. Или пак оваа комбинација најчесто ја одбираат мажите кои што знаат што да одберат, имаат изострен шмек што викаат луѓето и на многу едноставен начин знаат да искомбинираат нешто што е мода која што никогаш нема да изумре. Затоа доколку сакате да оставите убав печаток, доколку сакате да изгледате убаво и формално скоцкани, треба да одберете оваа комбинација. Оваа комбинација се носи на неколку начини, односно вашето сако може да биде закопчано или пак ако сакате да дојде до израз вашето елече, тоа сако треба да биде откопчано. А доколку сакате да покажете префинетост и моден бонтон, дефинитивно не треба да го закопчувате последното копче од вашето сако, со што ќе покажете една посебна префинетост. Втората опција на комбинација на еден од 6 начини кои што ние ги нудиме е панталони, елече, вратоврска. Но кошулата мора да ви е со подпиткани ракави. Вака ќе добиете еден по-бајкерски изглед, односно ќе бидете по-кул во вашето друштво, а ова не исклучува опцијата и да уживате во вашата гардероба. Но внимавајте, бидејќи вашето елече мора да биде скоцкано по ваша мерка, за да не изгледате како растопен сладолед, или пак од друга страна да не се преливаат вашите облини, кои што доколку би носеле сако не се гледаат. Опција број 3. Опцијата број 3 вели вака. Извадете го само вашето елече од целата комбинација и добивате комплетно ново одело. Тоа е убавината на ова 3-пис одело или одело од 3 парчиња, заради тоа што кога ќе го извадите вашето елече, добивате сосема нова комбинација која што одлично ќе прилега на вашиот стил. Повторно сте формален, повторно изгледате прекрасно, ама немате елече. Опција број 4. Опцијата број 4 вели исклучете го елекот и вратоврската и добивате една тотално по-лежерна кежуал варијанта на вашето одело. Тоа значи дека треба и првите две копчиња од вашата кошула да ги раскопчете, па доколку во текот на денот сте биле на работа со станоци и сте носеле вратоврска, ја вадите вратоврската, ги откопчувате двете копчиња и добивате одличен кежуал аутфит кој што ќе биде совршен за after work забавите. Ова го зборувам за оние што работат, не оние што се спремаат за да одат само на after work забави. Така што одлично ќе изгледате и сите ќе гледаат вас доколку сте на after work забава во ваква casual варијанта. Опција број 5. Станува збор за опцијата која што вели дека нити сте лежерен, нити сте casual, нити сте преформален. Она што е важно во оваа опција е дека Она што е важно во оваа опција е дека имате одлична совршена комбинација, а таа се прави на следниот начин. Имате панталони, имате кошула, имате елече, ги откопчувате првите две копчиња од вашата кошула и имате совршен изглед кој што не е многу кежуал, ама не е ни многу формален. За таа цел, оваа комбинација се користи најчесто веднаш во попладневните часови кога сакате да излезете на некоја пијачка или пак да шармирате некоја дама. И шестата комбинација на сите овие топтан комбинации вели дека на ова само го додавате сакото. Значи имате панталони, имате елече, имате кошула и одозгоре имате сако, што значи дека вашиот формален изглед на некој начин е постигнат, но сепак оној шмекерски, шармерски, машки став го имате благодарение на
вашата откопчена кошула. Оваа комбинација е заштитен знак на луѓето кои што често ги гледате како се фотографираат во одделата на синьори, што мислам дека се совршен избор за едно вакво троделно одело направено по мерка. Ова беа 6 комбинации за тоа како да го искомбинирате вашето троделно одело, но доколку сакате истите овие парчиња гардероба да ги искористите во повеќе наврати во по-кежуал варијанта, тогаш вашето сако и вашето елече може да ги искомбинирате со фармерки. За таа цел, дами и господа, имате опција да уживате во повеќе наврати, при тоа да сте комфорни и удобни во вашето носење, а и на едноставен начин да искомбинирате повеќе комбинации кои што ќе може да ги менувате во најразлични стилови. Се надам дека бевме користни денеска, се надам дека уживавте во ова што го слушавте. Ако е така, сабскрајб на нашиот канал, коментирајте за темите кои што сакате да ги слушате во некоја наредна прилика и лајкувајте и коментирајте на социјалните мрежи. Димитар Атанасовски во Машки свет во некоја наредна епизода. Чао, чао! Ова е дел од модната комбинација која што се вели Да закопчам јелече, не треба ми нану. браво. И они снимај се.